Евроамбасадорот не сака да ја коментира истрагата на ОЛАФ, Европското тело за борба против измами. Истрага која утврдила дека во Македонија се злоупотребени 2,2 милиони евра преку програмата Еразмус+, пари кои сега мора да се вратат од државниот буџет. Дейвид Гир само вели дека очекува Националната агенција да ги спроведе препораките дадени од ОЛАФ. Не коментираме за одлуки донесени од ОЛАФ. Тоа е телото на Европската унија за истражување измами. Очекуваме од Националната агенција за Еразмус Плюс во Македонија да ги испорача сите препораки дадени од ОЛАФ. Продолжуваме да имаме доверба во работата на агенцијата за Еразмус Плюс, што значи дека остануваме убедени дека буџетот определен за Еразмус Плюс нема да се намали. Програмата ќе остане придобивка од која корист ќе имаат учениците, студентите, младите и универзитетите. Обвинителство за организиран криминал веќе отворило предистражна постапка, кривична пријава за европските милиони истурени на проекти. Во обвинителството пристигнала уште во 2019. Во меѓувреме пристигнало и известување од ОЛАФ и уште едно од финансиска полиција. Обвинител за организиран криминал отворил предистрага, а повеќе детали оттаму не споделуваат. По добиеното известување од Управата за финансиска полиција и реализирани работни средби со представници на ОЛАФ, предметен и јавен обвинител од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, активно спроведува предистражна постапка. Со оглед на тајноста на постапката не може да се споделат повеќе детали. ОЛАФ констатирала злоупотреби кај 22 корисници на грантови, кои земале 2,2 милиони евра. Меѓу корисниците на грантови се основни и средни училишта, но и високообразовни установи.